3 недели од бегството на Груевски, македонската јавност се уште бара одговор на прашањето кој му помогна да избега од Македонија. Двете истраги кои се уште траат треба да покажат дали и кои вработени во Министерството за внатрешни работи или безбедносните служби му биле логистичка подршка на осудениот Груевски да избега од рацете на правдата, но сето тоа оди бавно. Токму затоа неколку граѓански организации повторно побараа забрзување на истрагите, бидејќи според нив одолговлекувањето предизвикува зголемена недоверба кај граѓаните во системот. Доколку истрагите не завршат за 10 дена, ќе бараат политичка одговорност од највисоките функционери. Со пропустите, Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за разузнавање, јавното обвинителство и останатите институции директно ги подриваат перспективите на Република Македонија за добивање на датум за преговори со Европската Унија во јуни 2019 година. Заклучоците од јуни годинава недвосмислено укажуваат дека владењето на правото и спроведувањето на правдата се услов за добивање датум за почеток на преговори. Со оваа постапка, членките на Европската Унија кои се колебаат околу проширувањето добиваат нови противаргументи за случајот на Македонија. Во писмото невладините вината за бегството ја лоцираат во повеќе институции. Прво во основното јавно обвинителство, кое не побарало мерка притвор, но и управата за безбедност и контраразузнавање, односно петата управа, која според нив морала да го следи Груевски и неговите активности пред бегството. Дополнително, полициските службеници во вршењето на работните задачи во врска со обезбедувањето на државната граница и контролата на преминување на државната граница преземаат мерки и собираат известувања и податоци заради заштита на неповредливоста на државната граница, спречување и откривање на кривични дела и прекршоци, откривање и фаќање на нови сторители, како и незаконско преминување на државната граница. Како што е познато, граничните премини биле благовремено информирани дека за лицето Никола Груевски се водат постапки дека се изречени мерки на предпазливост, според кои тој не може да ја напушти државата. Последните информации од Министерството за внатрешни работи говорат дека во истрагата е вклучено и основното јавно обвинителство за организиран криминал, но сепак детали не се откриваат. Со оглед на тоа дека истрагата е во тек, деталите ќе бидат соопштени по завршувањето на истрагата. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди во МВР изврши непосредни проверки, собра потребни известувања и изврши увид во службената документација во одделот за граѓански работи, одделот за гранични работи и миграции, секторот за меѓународна полициска соработка, одделот за заштита на определени личности и објекти, одделот за оперативна техника и секторот за внатрешни работи Скопје. Извештајот ќе биде доставен до основното јавно обвинителство со цел преземање понатамошни мерки. Во писмото подпишано од 14 невладини организации се вели дека Груевски, кој е четврто лице кое поради неажурност и некоординираност на судските власти и органите на прогон успеало да избега од државата, го потврдува постоењето на сериозен системски проблем. Избегнувањето на правдата од повеќе лица според нив укажува на итната потреба од преиспитување на функционалноста на органите на прогон, граничните служби и судските власти.